Еве назад во утринската на Телма имаме уште едно гостување, ќе зборуваме за 60-тото издание, затоа што веќе 60 години трае драмскиот аматерски фестивал, кој што и годинава ќе се случува во Кочани. Впрочем, веќе изминатите 45 години, ако не се лажам, токму неговото одржување во овој македонски град и дефинитивно ќе биде интересно да се проследи. Многу актерски имиња и имиња кои што се поврзани со театарот годиниве поминале низ овој фестивал. Можеме да кажеме процентот е голем и навистина е убава одскочна даска за сите, како што велиме, нели, за даските што живот значат, нели, за сите млади кои што сакаат да се занимаваат со театарската уметност, било да се актери или на оној другиот начин позади штиците и позади сцената. Добре дојде и велам на Кристина Атанасова Арсова. Ти благодарам за учеството во емисијата и затоа што ни допатува од Кочани, председател на драмскиот аматерски фестивал во Кочани, кој што стартува во понеделник. 60 години. 60 години. Какви беа предизвиците изминативе 60 години, вака една ретроспектива, па да се префрлиме на она што ќе имаме можност од понеделник да го проследиме. Најнапред, добар ден. Благодарам за поканата, задоволство ми е што еве сега ќе можам да зборувам за 60-тото издание на драмскиот аматерски фестивал кој што ќе започне на 22 мај, ќе трае до 28 мај во нашата општина во Кочани. Бидејќи ова е еден фестивал од ваков вид на карактер кој што го нема во Македонија, единствен е. Тоа значи дека да не бидам скромна, ама 70% од дипломираните и сега театарски уметници кои што се занимаваат широм театрите низ Македонија поминале низ овие штици на драмскиот аматерски фестивал. Предизвиците навистина низ текот на годините беа навистина големи, затоа што еве и мојата животна определба како актер тргна токму од драмскиот аматерски фестивал, бидејќи моето детство и мојата младост ги поминував со фестивалот. Радувајќи се секоја година и исчекувајќи го почнувањето на фестивалот за да ги представиме нашите театарски представи. И затоа мислам дека нема некој театарски уметник кој што не го познава фестивалот и кој што не поминал низ штиците на фестивалот. Голема благодарност би сакала да изразам до сите досегашни управители, председатели, луѓе кои што беа во управниот одбор, во собранието на фестивалот, за успешноста, макотрпноста, за истрајноста, за овој фестивал 60 години да го доживее својот јубилеј и повторно да се одржува во нашата општина во Кочани. Да, и веројатно и аматерските школи и издруженија со нетрпение очекуваат од година во година да се случи и веројатно, како што и ти спомена, цела година се подготвуваат и работат за да се представат најдобро. Така, има и редовни учесници, нели? Има редовни учесници. Иако е аматерски, сепак искуството се стекнува, нели, од година во година. Така, има редовни учесници. Неколку години наназад фестивалот не е со меѓународен карактер. Значи дека е препознаен и пошироко од нашата држава и оваа година исто така имаме и 4 театарски групи надвор од нашата држава. Тоа се театарските групи од Шид, Ниш, Прокопје од Република Србија и од Вуковар од Република Хрватска, додека останатите театарски групи се од нашата држава. Оваа година имавме навистина голема заинтересираност. Да, заинтересираност, пријавување. Имавме 18 представи пријавени, од кои 13 ги селектира нашиот селектор. Оваа година ни е селектор Игор Џамбазов. Со него низ разговорите од како ги изгледа представите, решивме дека треба да дадеме една парола оваа година на фестивалот, на самиот фестивал, а таа би гласела театарот е жив. Зошто оваа парола? Затоа што сметаме дека ова наметната дигитализација во младата популација може да доведе да ни го уништи живиот театар, живата уметност. Затоа сакаме да ги поттикнеме со оваа парола дека сепак живата уметност и живиот театар постојат, треба да се негува. И ништо не може да ја замени. Не може да ја замени. Не е исто представа да ја гледаш на телевизија, на телефон, на компјутер и така натаму и да се доживее, нели, во живо. Така е, меѓутоа, уште на самиот старт мислам дека треба да ја спречиме таквата дигитализација на уметноста, за да може да остане, да трае нашата жива уметност. Да.
Она што рече 13 вкупно представи, но Да. поделени и во предпладневни, односно денски и вечерни, со оглед на тоа дека има и млади учесници. Би Има сакала да млади се задржам учесници, околу групите, учесниците и нели. Секоја година стани е стандард тоа ни е стандард репертоарот, односно имаме во детска конкуренција представи кои што ги играме во 12 часот, а додека тоа се основци, а средношколците или повозрастните младинци ги ставаме во вечерни термини, односно 19 и од 21 часот. Заинтересираноста, како што реков, е навистина голема. Морам овде да споменам дека заинтересираноста последните 2 години е голема и од страна на волонтерите, на нашите кочански волонтери, кои што сакаат да бидат присутни на фестивалот, кои што сакаат да го помагаат фестивалот, да се дружат. И се потребни, нели? Потребни се секако дека се потребни за организацијата, за да може фестивалот да блесне. Но ме зачуди со бројка од 80, бога ми. Да, бројка од 80, меѓутоа сите имаат своја задачка, сите се радуваат. Мене ми е особено драго и чест што имаме таква бројка, затоа што на тој начин ние ќе можеме нашите млади во општината да ги научиме на уметноста, да ги научиме. Јас инаку и претходната година и оваа година на волонтерите им правам обуки од 2 дена, за да знаат како да бидат добри домаќини, како да ја представат нашата општина, како да ја представат нашата театарска уметност во градот, затоа што сакам учесниците кои што сега ќе дојдат, сакам повторно да дојдат. Затоа што Кочани има навистина многу убави места кои што треба да се посетат, треба да се доживеат и фестивалот едноставно да оди од уста на уста, од предание на предание, како што се тоа е вели, најубава реклама, нели? Така, за да може да живее уште 60 години најмалку. Јасно. Што се несува до програмата, може да споменеме, рековме кои термини се представит, има и ов програма, некако од оние кои што сакаат да дојдат во Кочани, нели, како да се организираат, нели? Фестивалот ни започнува, како што реков, на 22 мај во 20 часот ќе ни биде отварањето и ќе имаме театарска представа, професионална театарска представа од Велешкиот театар Синиот портокал. И потоа продолжуваме во 12 часот, секој ден во 12 часот, во 19 и во 21 часот. Значи, детските термини се во 12, додека вечерните се навечер. Затварањето ќе ни биде на 28 во градскиот парк со музички концерт и прогласување на наградите. Не спомнавме дека имаме 8 награди, така, имаме жири комисија која што ги следи сите театарски представи кои што се во конкуренција, значи и во детскиот и во вечерниот дел. Така што веќе на 27 ќе ги знаеме наградените, на 28 ќе им ги доделиме наградите. Одлично. Извини, само сакам да споменам тука дека во 2014 година повторно се обнови фестивалот на фестивалите, кој што се одржува во Требиње, во Босна и Херцеговина, кој што всушност ги собира сите наградени представи од бивша Југословенска република, што значи дека во 2014 Кочанската представа Домот на Бернарда Алба доби гран-при на Драмскиот аматерски фестивал и беше за прв пат таму учесник на фестивалот на фестивалите. Од тогаш повторно ја обновивме соработката, бидејќи тој фестивал имаше мала кратка пауза поради случувањата во минатото. И од тогаш повторно ја обновивме соработката за да може наградената представа на нашиот Драмски аматерски фестивал да гостува на нивниот фестивал на фестивалите во Требиње во Босна и Херцеговина. Одлично. Навистина, убаво е да се чуе цела оваа традиција на овој фестивал. Убаво е да се видат и сите оние нови надежи во театарот на едно место со се она што тие го подготвиле и ви посакувам успешно одржување на фестивалот оваа. Ви благодарам и јас ги поканувам сите ваши гледачи да повелат од 27 до 20 од 22 до 28 мај во Кочани, затоа што навистина има што да се види покрај фестивалот кој што целиот град едноставно живее со фестивалот, затоа што ќе споменам дека главни покровители на фестивалот се Министерството за култура и
општината, а додека бизнис секторот и како ни е од полза, ни помага, големи помагатели се, едноставно и тие живеат заедно со театарската уметност таа недела и ми е многу драго што е така, што Кочани едноставно живее за театарот и за уметноста таа недела, а покрај тоа имаме и навистина многу убави места кои што може да се посетат во нашата општина. Супер, верувам, ќе бидете добри домакини. Да. И сите кои што имаат можност, случајно или намерно, се разбира веќе од понеделник во Кочани да проследат дел од програмата на овој фестивал театарски, аматерски, но верувам дека по ништо не се разликува од професионалните театри, нели? Тоа е фундаментот на професионализмот. Да. Добро, благодарам уште еднаш. Многу успеси. И тука сме секогаш за се она што ново треба да се соопшти на нашите гледачи.